Поверете. Почитуван господин Спасовски, многу има да се дебатира со вас за сите сфери во општеството и не сметам дека човек особено треба да ви се повлекува, бидејќи тоа силеџиство што го имате во вашето политичко делување, кое што како генеза го носите како политичка структура, не е од сега, нито е од последниве 30 на години, од тоа си го носите одамна. Сакам да ви укажам дека некогаш тоа има почеток и крај, односно дека некој во држава има храброст да ви застане на патот и да ви каже дека силеџиство, насилништво и слични такви работи повеќе не поменуваат. Кога ве слушам, кога зборувате, не знам дали зборувам или го слушам политичкиот аналитичар или министерот кој што од 2015 година вие имате богата политичка кариера, сте биле пратеник, министер, премиер и така натака. И извинете зошто го имам тоа чувство, но безобразно ми е вие да поднесувате вакви амандмани за подобрување на МВР, како овој така и за наредните, кога евидентно сите состојби кои што настанале по однос на овие потреби, настанале заради тоа што вие, министерството кое што сте го воделе 9 години, не сте ги администрирале добро. Зборувате тука присушкувања и во вашето политичко делување трогателно би ми било мене и многу би се чувствувал поразен да имам 3 моменти да ги кажам, да сум бил толку години на власт: прислушување, Скопје 2014 и поранешни председатели на ВМРО ДПМН. За прислушкувањето кој одговараше? Спасовски? Дали некој е во затвор? Не. Тој што избега од границите на државата, дали некој одговараше за неговото бегство? Еве, одговорете ми на следно прашање. Ако јас во овој момент излезам надвор од собранието или тук и скршам едно стакло на еден дуќан, за колку време ќе ме фати полицијата? Еве, не мора во ова време, во вашето време. За колку време ќе ме фатеше полицијата ако јас скршев едно стакло од еден извук? Како не го фативте тој човек што избега од државата? Ете, да поставам и едно друго прашање. Кој одговараше за сите злодела во изминатото време од 11 години? Сакате да ви кажам? Поранешната ваша министерка од МВР 4,5 години ги излежа за набавен Мерцедес. Каде е тој Мерцедес, господине Спасовски? Кој седеше пред владата дека ќе го продадеме Мерцедесот и ќе купиме возила за брза помош? Каде е сега тој Мерцедес? Дали, господине Спасовски, вие се возевте во тој Мерцедес некогаш? Внимавајте што ќе одговорите, имам фотографии. И кој одговараше за сето тоа? Само поранешната министерка. Кисела ви е насмевката. Јасно ви е што ќе се случи. Јасно ви е многу добро, особено на вас. И ова не е закана. Се закануваат оние кои што се слаби. И гонат луѓе кои што знаат дека се невини. Ако имаше толку криминал, зашто еден господин беше избеган во Белград па го вратевте со хеликоптер, каде што многу луѓе, може би и вие, а јас ги знам точно, одат уште на оброци во хотелот во центарот на градот? Ама за тоа ќе го ставиме понатака. Се надевам дека уште малку ќе имаме дебата и ќе дебатираме. Јас лично и луѓето што ги гледате тука, ниту се плашиме од некого, ниту се повлекуваме. И еве од историски контекст да ви кажам една работа. И сината птица, и прислушкувањето, јас не очекувам дека нешто ново ќе смислите вие да им понудите на граѓаните. Веројатно преку такви моменти се очекувате и сега да ја нападнете владата. Сега тоа така нема да биде. Ова ви го должев да ви го одговорам затоа што сам сакавте да политизирате. Од аспект на амандманот, сакам да ја расчистам дилемата. Многу често во минатото, барем помеѓу вработените во Министерството за внатрешни работи, имаше индици дека овој синдикат беше близок до вас, особено претходниот председател. Дали е така или не, нека судат тие што се вработени во Министерството, ете јас нема да дадам коментар. Јас се видов заедно со господинот Ковачки и мислам дека беше и колешката Стојановска, пред крајот на претходниот мандат, господинот Кицев заедно со синдикатот и со господинот Кузмановски, тогаш беше генерален секретар, сега е председател, дојдоа кај нас и разговаравме за некое нивно барање, тоаш беше ребаланс на буџет, како што добро ќе се сеќавам. Тогаш веќе отворено покажува некое незадоволство од вашето министерување, затоа што некое барање тамо не сте исполниле. Чинам беше за да може некој што оди во пензија да биде професионално ангажиран, како по примерот на Хрватска. Исправете ме ако грешам. Дојдоа, ние ги примивме, кога бевме опозиција ги примавме сите синдикати.
Така ги примивме и сега. И разговаравме, и јас се согласувам, и ќе се согласите вие, дека убедливо најниска плата во регионот имаат нашите полициски службеници. Тоа е факт. Пред некоја недела, случајно еден полициски службеник ме сопре на рутинска контрола, излегов од возилото, почнавме да разговараме за општите работи и ми кажа дека се чувствуваат недостоинствено, бидејќи имаат мали плати, дека мора нешто околу тоа да се направи. И тоа е факт. Дојде кај мене господинот Кузмановски, потоа дојде и господинот Коцевски. Немавме средба со господинот Делчев и со господинот Тодоров, мислам дека тие, така се викаше последниот господин на полициските синдикати. И ние почнавме да правиме анализа, го известивме министерот Тошковски и од таму ни кажаа дека согласно кондицијата во буџетот, наредната година полициските службеници ќе добијат покачување на платите од минимум 10%. За да бидеме до крај честни, јас ги известив двајцата председатели на полициските синдикати и им кажав дека е добро да поднесат писмено барање до министерот Тошковски, да седнат и да се договорат на кој начин тоа би одело најдобро. Бидејќи ние сме пратеници, господинот е заменик министер во Министерството за финансии, имаме министер за финансии, но најдобро би било самите синдикатот и ресорниот министер да го договорат покачувањето. Тоа за мене беше логично. После стигна ова барање. Сега јас го толкувам на два начина. На едниот што не би сакал и на едниот што би сакал да го толкувам. Не би сакал да го толкувам дека е можеби некоја комуникација со вас, но би сакал да го толкувам дека е добро заради тоа што сепак и во синдикалните движења има и таму заинтересирани за одредени позиции и го поднеле за да си ја покачат цената. Но она што е важно и кое што би сакал да го кажам е дека овој амандман нема да биде прифатен затоа што ќе има покачување, но нема да биде тоа во 20%, ќе биде помеѓу цифрата од 13 па нагоре, ќе останеме да кажеме, но ќе ги подобриме условите. Дека нема да биде декларативно, нема да биде, бидејќи најверојатно по гледање како тоа сега се случува со останатите дејности, ќе биде повеќе годишен ангажман каде што ќе се обврземе за еден мандат како ќе ја покачуваме платата. Но ете од тоа што го гледам во буџетот, да не испадне дека сега само си кажувам тука дека така ќе биде, јас ги гледам бројките. Бидејќи во финансирање, во економија, во буџет треба да гледате бројка. Јас секогаш кажувам една работа, во последниот период имаме многу средби со младите, кога некој политичар нешто ви кажува, немојте да му верувате, освен ако не ви каже од каде. А ако зборувате за покачување или за подобрување на некои услови, кажете му ги од буџетот. Сега вака. Основни плати, покачување за администрација, тоа се 24,3%. Значи, тука така е зголемен процентот за администрацијата во Министерството за внатрешни работи. Имаме за купување на опрема и машини, купување на мебел, купување на возила, тоа ќе го збориме во другите амандмани, но тоа е нашата визија како ние да ја помогнеме полицијата и да го покачиме нивото на едноставно припремноста на полицајците во оваа држава. Зошто? Бидејќи ги почитуваме и сметаме дека соодветно на тој начин треба оваа држава нив да им се заблагодари. Ние си имаме време за политика тука и ќе си тераме политика и тоа никој не го спори. Ама кога се работи за подобрување на условите, на последните избори, најголем дел и од тие кои што се околу Министерството, во Министерството како вработени, согласно нивното уставно право, се одлучиле дека сакаат промена. Зошто сакаат промена и така натака, можеме и за тоа да зборуваме. Можеме и за тоа да зборуваме. Виделе многу негативни примери, тоа нема да го зборувам. Само сакам да кажам дека ова барање на синдикатите, пред да излезам на говорницата, фер и честно е од мене да кажам, дека ги известив двајцата председатели на полициските синдикати, го сликнав амандманот, им го пратив и им кажав дека ова што е тука напишано, согласно нивниот амандман, не може да биде прифатено, бидејќи ќе има покачување во тој и тој процент. Тоа е начинот на кој што ние разговараме со синдикатите. Јас и Дафина, заедно со колегите кои што беа тука, ги примавме кога бевме опозиција, има безброј соопштенија за тоа, со истиот па и посилен интензитет ги примаме кога сме на власт. Затоа што ние тоа го разбираме како двонасочна улица. Ако можеме, ќе кажеме можеме, ако не можеме, ќе кажеме луѓе толку не е силата оваа година, толку можеме, за другото ќе работиме и ќе соработуваме со вас. И за волја на вистината до сега не сме имале проблем. Тоа се луѓе кои што се разбирливи, луѓе кои што сваќаат кои се можностите, сваќаат какви се нивните потреби, но и која е можноста на државата. Така ние имаме право така ние имаме намера да управуваме со институциите и никако поинаку. За тоа како и дали граѓаните ќе бидат задоволни, ете ќе имаме можност до крајот на годината и тоа да го провериме. Полициските службеници нека бидат сигурни, нека знаат дека има влада која што ќе се грижи за нивните потреби. Благодарам. Благодарам. Реплика Оливер Спасовски, повелете.